затоа ние на едно место повикавме представници или оние што се политички субјекти, носители на една зелена агенда и како држава која што сме аспирант за членство во Европската унија, држава која што е потписник на зелената агенда за Западен Балкан, верувам дека со поддршка од сите вас пред се младите, ќе наидеме на поттик едноставно и да си ги бараме сите оние политички ветувања што се дадени, она што општината го има дадено и усвоено овдека, значи Советот на општина Велес, како конкретна програма, ние ќе го бараме да најде на што поголема и побрза реализација. Така, јас сум Стефче Дечев, председател и основач на фондација Импактнет. Денес тука со мене се тимот од фондацијата, со мене значи ќе го представам од волонтерите и мобилизатор на заедницата, доста активен човек во невладин сектор, Стефан Атанасовски Трајковик, тука си останатите, еден по еден ќе ги запознаете како што ќе ги презентираме. За добре дојде, значи, уште еднаш дозволете ми да искажам голема благодарност пред се за училиштата, директорите на училиштата, 4 средни што се во Велес, што возможија да ја пренесат пораката и да ви имаме во овој број сите вас. Во изминатиот период ние имавме средби со координаторите на советничките групи од политичките партии во Велес, средби со некои од граѓанскиот сектор што се представници или долги години поборници за зелената трансформација на нашата општина, која што е општина пример за една зелена револуција која што се случи пред некаде 12-13 години во Велес. И вие како млади предци или помлади од мене е многу да бидете оние поборници што таа приказна, таа конкретна тема ќе продолжат да ја пренесуваат и ќе се пронајдат во сето она што го работиме, како домашно, така и меѓународно. Како фондација ние сме и постоиме од 2003 година, од 2017 година преминавме конкретно кон инволвирање наше во реализацијата и имплементацијата на глобалните цели на Обединетите нации, а од неодамна и со конкретни проекти, како што и овој, проект Зелена мапа за зелена заедница, кој што е дел од програмата за предизборни ветувања, кои што се финансирани од владата на Швајцарија, конкретна програма во реализација на фондацијата МЦМС и ИФЕС од соседиште во Македонија. Ние како фондација го реализираме проектот Зелена мапа за зелена заедница, кој што е спој на вашето искуство, бидејќи вие сте оние генерации милениумски, Z генерации, X генерација кои што растете со мобилните апликации, со мобилните во раце што се вели. И ние сакаме Велес да остане да биде на мапата етикетиран како град кој што се ширеле оние добро познати лажни вести или слични кампањи, но сакаме тоа искуство да најде на конкретна имплементација во подобрување на знаењето кон конкретни цели, овозможување на вашето знаење да постане една алатка која што ќе овозможи ваше останување во нашата држава едноставно, да се пронајдете долгорочно тука и од тука да имате и многу подобар живот, а се разбира тој живот не би бил подобар доколку живееме во загадена средина, доколку нашата општина не постане трансформативна практика, не покаже трансформативни практики како нештата може да се менуваат. Македонија до 2030 година се обврза дека исто ќе се вклучи кон целите за намалување на користењето на фосилните горива, а до 2050 веруваме дека Европа, јас верувам и порано, ќе постане континент целосно слободен, значи од сите тие емисии на штетни гасови што доаѓаат од фосилните горива. И како држава која што има повеќе од 280 сончеви денови, веруваме дека можеме да ја користиме сончевата енергија како конкретен извор на енергија за сите нас, да биде енергијата во рацете на граѓаните. Нашиот фокус, значи, конкретно е кон мониторинг на програмата за животна средина на општина Велес и за 2022 година и за 2023 година. Значи, политичарите, кои што ги знаете, нашите советници, драго ми е што голем дел од оние што имавме средби се со вас, еден по еден ќе ви се обратат денеска, благодарност до сите нив и за претходните средби, некои се оправдано отсутни.
но оние што се присутни верувам дека ќе ви бидат мотив и пред вас ќе го искажат ставот на политичката партија, конкретно нивниот личен став, заложбите кои што постојат, и затоа оваа денешна трибина ја нарековме програма и активности за животната средина и наши заеднички заложби за трансформативни практики кон зелена и просперитетна општина. Драго ми е што дел од поборниците кои што беа и носители на Зелената коалиција, Зелената револуција што се случи со можност да не се дозволи повторно рестартирање на топилницата во Велес, која што 50 на години го загадуваше овој град. Тоа беше една борба пред 50 на години, се тука и верувам дека нивното искуство и она што е сега надградено со конкретни програми кон Европската унија, Зелениот договор на Европската унија, агендата за Западен Балкан ќе ви бидат еден голем поттик. И сакам да најавам дека со овој проект што е директно поддржан од владата на Швајцарија во Македонија, Фондацијата Импакт Нет ве повикуваме да се вклучите и во обуките што ќе ги имаме конкретно за младите во месец февруари, во месец март, затоа што целта е мобилизирање на заедницата и пренесување на вашето искуство, вашето знаење кон конкретни практики. Сакаме Велес да ги следи барањата пред се на вас младите. Значи, една мисла се вели дека светот останува на младите, така, но нели младите се сегашноста, вие сте сегашноста и сакаме активно да бидете вклучени во донесувањето на секоја битна одлука што ве тангира вас. Среќни сме што општина Велес е една општина која што е можеби пример за транспарентна општина, така, која што најдовме на соработка и ни овозможи конкретна соработка со локалните власти, со луѓето кои што се вклучени во конкретните активности со граѓанскиот сектор, ги имаме дел од нив и тука и верувам дека таа соработка ќе најде на поголем развој за сите нас и можности. Со мене тука, како што споменавте, Стефан Атанасовски Трајковиќ. На крај не заборавајте да си земете, имаме подарок за секој од вас, една мала садница и верувам дека ќе биде поттик во вашиот двор, во местото околу вашата зграда, училиште да ја посадите уште денеска и на тој начин да направиме еден мал чекор кон подобрување на квалитетот и квантитетот на зеленилото во Велес. Мислам дека е редно да почнеме затоа што има најавено на седница и на Советот, некои од присутните што не се учесници од Советот и пратениците имаат најавени работни седници, ќе треба да заминат. Пред се да дадам збор на сите, јас кратко мислам дека имаме време, би сакал да ги слушнеме пред се младите. Пред да дадам официјален почеток за сите останати учесници, говорници и политички представници субјекти, би рекол дека пред се би сакале да го слушнеме вашиот став, вашето мислење, а тука се политичарите пред да заминат, да го слушнат кој е вашиот став. Може така, имаме представници, говорници, Стефан, ќе те повикам и да ни се представиш и да го водиш овој настан. Би сакале да навистина биде ова пример, кај што младинскиот глас ќе се слушне и ќе најде на конкретен поттик за сите политичари. Па да, како што напомена и Стефче, нас фокусни се младите и нивните приоритети и потреби, така да освен тоа што ние ги поканивме тога денеска да присуствуваат, исто така им дадовме шанса и да ги искажат своите ставови и мислења по однос на проблематиката за која што денеска тука зборуваме. Па во таа насока јас би ја повикал прво Ема Божинова да испадне на сцената и да сподели некои ставови со нас односно оваа тема. Ема повеќе. Кога зборуваме за животната средина, еден од најважните процеси во секојдневието е менеџирањето на отпадот. Консумеристичките навики предонесуваат да се повеќе и повеќе отпадот на секоја индивидуа се зголеми. Линеарната економија забрзано ја уништува животната средина насекаде во светот, па и кај нас. Преминот кон циркуларната економија е нешто малку покомплексно, па затоа јас накратко ќе се задржам само на менеџирањето на отпадот, односно зошто повеќе од потребна е потребата за да се селектира отпадот. Нашиот домашен и индустријски
отпад во голема мера влијае на атмосферата и го зголемува количеството на загадување. За да се минимизира отпадот и ефикасно да се постапува со него, прво треба да се погрижиме ѓубрето да се фрла во корпите за ѓубре, а не насекаде околу подрачјето и во дивите депонии. Селектирањето на отпадот како втор момент ќе го олесни неговото минимизирање, како и рециклирањето на отпадните материјали за нивна следна употреба, со што ќе се задржи вредноста на ресурсите. Отпадот може да предизвика и контаминација на воздухот и водата, а ѓубрето во распаѓање ослободува токсични хемикалии и гасови кои се апсорбираат во воздухот и предизвикуваат загадување. Лошата состојба со управувањето на отпадот мислам дека ни е повеќе од позната на сите и затоа едва има места во земјата што користат правилен систем за одлагање на отпадот. Отпад што не се отстранува правилно предизвикува различни болести и емисии, па затоа потребата од подобро управување е итна. Нашата одговорност е да придонесеме кон управувањето со отпадот, за да го намалиме загадувањето и да се движиме кон зелено и здраво општество. Затоа од ова говорница сакам да побарам јавна и транспарентна информација со точна дата кога се планира изведбата за долго најавуваната регионална депонија. На интернет најдов информација дека ова ветување е дури и постаро од мене, а реализацијата е изоставена. Сакам да повикам и на транспарентна информација зошто собирањето на отпад кај нас дополнително го отежува сообраќајниот хаос и зошто не се направат итни напори како во Скопје и како во други европски градови да се донесат автомати за откуп на пластика. Размислувам гласно, прашувам јавно и очекувам одговори, зашто сакам да го видам Велес како подобро место за живење, ослободено од отпад и со навики и можности за негово рециклирање. Ви благодарам. Ти благодарам Ема за твојата јасност и твојот јасен став и се надевам дека твојот повик ќе допре до вистинските луѓе и ќе се превземе нешто по однос на она што ти го зборуваше. Ние продолжуваме понатаму со нашиот следен говорник, односно на сцената го повикувам Филип Петровски. Филип, повеќе. Добро утро, почитувани присутни, јас сум Филип Петровски и како дел од волонтерите со фондацијата ImpactNet и сложено со целите на зелена мапа на проектот Зелена мапа за зелена заедница, јас сакам денес да ја споделам мојата порака за важноста на јавниот превоз како начин на намалување на загадувањето од многобројните возила во сообраќајот. На улиците и покрај повисоката цена на гориво гледаме се повеќе и повеќе автомобили. Од една страна треба ние да се согласиме дека треба нашите навики да ги смениме и да користиме повеќе јавен превоз да стасаме од точка А до точка Б, но од друга страна, оние што го планираат јавниот превоз треба да се запрашаат сами себе. Зошто многу мал број на луѓе го користат јавниот превоз? Широм светот гледаме во градови дека јавниот превоз е важен дел од животите на жителите и на посетителите, па што не спречило нас. Може би линијата што е по главната улица во Велес не им одговара на повеќето од граѓаните. Јас, например, живам во високиот дел на градот и ми треба 15 до 20 минути пешачење за да стигнам до првата автобуска постројка. И нас ни спаѓа поефикасно да користиме автомобил или да пешачиме. Мислам дека со помали комбиња може да се направат други постројки и повеќе линии по повисоките делови на градот и да биде јавниот превоз луѓето да имаат подобар пристап до јавниот превоз дури ако живеат во високите делови на градот. Но може проблемот не е со улицата, туку е со брзината на јавниот превоз. Ако сакаме да стигнеме од едниот крај на градот до другиот, ни треба скоро исто време за колку што ни би требало да стигнеме до Скопје. И ако сакаме на работа да стигнеме на време, секако дека тоа не одговара. Треба автобусот да има помалку кружење и да биде побрз за да биде ефикасен за повеќе луѓе. Инаку не им остави избор освен да користат свој автомобил. Автобусите, тоа е јавниот превоз, треба да биде
дизајниран да го олесни животот на сите. Треба да биде дизајниран како алтернатива на автомобилите и да го подобрува здравјето на заедницата. Бидејќи користење на јавниот превоз ја намалува употребата на гориво, логично, бидејќи јавниот превоз користи помалку гориво од индивидуални автомобили. Јавниот превоз исто така со тоа го намалува загорувањето на воздухот и дополнително им дозволува на корисниците на јавниот превоз да имаат попродуктивно време во автобусот. Например, можат да читаат, да спијат или да се релаксираат, за разлика во кола, каде што имаат стрес за барање на паркинг место. Сакам да поттикнам и да повикам градот Велес да биде примерна општина со добар и брз јавен превоз кој ќе одговори на потребите на граѓаните. И знам дека има проект на општината за јавниот превоз и сакам јавно да повикам да се случи тоа се побрзо и да одговара на потребите на граѓаните за општината да биде подобро. Сакам Велес да има брз, ефикасен и квалитетен јавен превоз кој ќе одговара на потребите на граѓаните и исто така ќе намалува употребата на гориво, ќе има помалку загадување, помалку автомобили на улиците, помалку број на неред во сообраќајот и се во се посреќни граѓани. Ви благодарам. Дефинитивно потребата од јавен превоз е евидентна, а ефикасноста на добро реализиран јавен превоз и организиран ја гледаме токму во западноевропските земји, каде што без проблем влегуваме во автобус, метро и трамваи, стасуваме сегде во рок од 10 минути, а нашето превозно средство доаѓа во најголем рок од 3 минути и затоа јавниот превоз во западноевропските земји е исклучително потребувано превозно средство. На сцената сега ја повикувам Ана Пошков. Ана Пошков. Најпрво да ве поздравам сите. Моите 2-3 минути ќе ги искористам да ставам фокус на уште еден сегмент од јавниот транспорт, поточно кон велосипедските патеки. Видов дека во агендата имаме и представник од Велес Байк, кој можеби подетално и попрофесионално ќе ви ги долови информациите, но сакам да ја искористам оваа можност од говорницата на Советот на општина Велес, да ги повикам градските власти да направат чекор кон овозможување на можности за развој на инфраструктурата и патеки за масовна употреба на велосипедите и електричните тротинети како превозно средство. Видлив е првиот чекор дека на неколку места низ градот се поставени рампи за велосипеди, што секако го поздравувам. Но видливо е дека тие се празни, бидејќи не постои безбедна лента по која велосипедистите би се движат. Опција ни е да возиме по коловозната лента или пак по тесните тротоари кои најчесто немаат спуштени ивичњаци. Западноевропските земји, покрај добро организиран и високо употребуван јавен превоз, бележат и висока употреба на велосипедите како превозни средства. Нам оваа можност ни е скратена. Во Велес, за жал, се уште не постои велосипедска патека ниту во градот, ниту од градот до излетничките места. И во претходниот, и во сегашниот мандат, знам дека ни дадовте ветување дека ќе се заложите за изградба на велосипедска патека по должината на главната улица, како и од градот до езерото Младост и околината. Но таква можност се уште немаме. Нашите градови се изградени за автомобилите, не за луѓето и за велосипедски патеки. Затоа што побрзо повикувам ова да најде на решение. Сакаме променети навики. Сакаме почиста животна средина. Сакаме помалку автомобили, но не правиме ништо за да обезбедиме безбедна лента за оние што сакаме да возиме велосипед. Велосипедските патеки како ветување се провлекуваат години наназад и сметам дека е крајно време за нивна реализација во градското подрачје и во околината на градот. Ви благодарам. Токму така, велосипедските патеки носат повеќе бенефити, лични, колективни, од колективен аспект подобра, почиста животна средина, а од личен аспект подобро здравје, нели? И секако возењето велосипед е здрава навика, но за да возиме велосипед мора да имаме велосипедски патеки.
Ние продолжуваме понатаму со нашиот следен говорник. На говорницата ја поканувам Сара Адамчевска. Сара, покани. Добар ден на сите присутни. Јас сум Сара Адамчевска, ученик во Средно стручно училиште Димитрија Чуповски. И денес овде сум да зборувам за зеленилото во градот Велес. Климатските проблеми со загрижувачка брзина го зголемуваат својот размер, а со тоа се интензивираат и последиците од нив. Ако за нивно редуцирање треба да се действува глобално, мора сите да почнеме да действуваме локално. Зеленилото е еден сегмент од кој значително зависи каков квалитет на живот ќе имаме во однос на оваа проблематика. Оно што сакам да го истакнам е задолжителната потреба од одржување, но истовремено и развивање и зголемување на површините со зеленило во нашата општина. Голем удар и штета за нас беа пожарите во околината на езерото Младост и затоа треба како никогаш досега да се посветиме на подобрување на оваа состојба. Зеленилото го чисти воздухот, произведува кислород, помага во заштита на енергијата, креирајќи сенка и блокирајќи ветрови и представува долгогодишна инвестиција за нашата заедница и за идните генерации. А и на крајот мора да споменеме дека и законските регулативи предвидуваат одреден степен на задолжителни 20% зеленило во секоја градежна парцела. Но кога ќе споменаме зеленило, не мислиме на вештачки зелени декорации, не мислиме на цвеќиња во саксија или трева, зашто истото е декоративен момент. Се разбира, нели треба да има и зелена искосена трева, но кога станува збор за зеленило, пред се мислиме на шумски дрвја или автохтони дрва, но не за палми, барем не за нашето подречје. Затоа би порачала, наместо се трудиме да достигнеме процентот кој законот го предвидува, без размислување истиот и да го надминеме. Зеленилото значи живот, а живот не се жртвува. Да му дадеме шанса на зеленилото и да дадеме шанса за подобрение. Како младинец, сакам да верувам дека голините на околните ридови наскоро ќе бидат ридови со шум. Сакам Велес да го видам како град кој наместо урбанизација на секој простор ќе има повеќе дрвореди и секоја празна површина ќе биде површина со посадени нови дрва, а за веќе постојачките сакам да верувам дека ќе се донесе зелен катастар кој ќе го ограничи сечењето на дрвото. Ви благодарам за вашето внимание. Ти благодариме, Сара. Дефинитивно мораме да се спротивставиме што поскоро на масовната урбанизација која што се повеќе ни го уништува зеленилото, кое што и онака го имаме во мал број. Секаде, не само кај нас, меѓутоа ние денеска зборуваме за нашата општина. Тоа беа нашите 4 млади говорници од сите 4 средни училишта. Понатаму продолжуваме секако со програмата, но го предавам зборот на Стефче Стефче. Драго ми е да ги слушнаме вашите ставови, јасно, гласно, и сега што се вели жешкиот костен е во рацете на политичарите, нели, локалните, државните власти што ги представуваат. Тука веднаш со нас би сакал да го повикам да поздрави во име на градоначалникот и општина Велес, раководител на секторот за урбанизам, заштита на животната средина, комунални дејности, евроинтеграција, локален економски развој, господин Петре Цилаков. Петре ги слушавме ставовите на младите како представник и од градоначалникот и општината. Среќни сме што имаме отворена тука, драго ми е што со нас се господја Гајдова и господин Смилев, што имаме добра соработка, но верувам дека овие ставови искажани од младите ќе најдат на начин и обврска кон општината да пренесете еден став. Добар ден и од мене, ми причинува чест и задоволство што сум дел од оваа трибина. Најнапред сакам да ве поздравам во овој голем број и златен број во името на градоначалникот на општина Велес, кој што од оправдани причини не можеше да присуствува на оваа трибина. Затоа во името него сакам воедно да ве поздравам и сакам да ви напоменам неколку работи во однос на ингеренцијата на општината, на општинската администрација, кој што се залага во оваа проблематика. Драги присутни, дел од вас си имаме среќавано и претходно. Знаете, во изминатата 2022 година одржувавме активни акции на кои што пошумувавме дел од ридот кај езерото Младост,
изведовме успешни акции во делот на чистењето на некои депонии, знаете сите, кои што бевме во поголем број, масовен број, благодарност до училиштата кои што дојдоа представници од професори, ученици кои што заземаа активно учество во тие сите активности. Општина Велес е транспарентна општина која што постапува согласно со законската регулатива, односно согласно со член 12 од Законот за урбана зеленилост, секоја година донесува своји програми кои што ги ако нацрт верзии ги предлага на Советот на општина Велес, истите се усвоени од страна на Советот на општина Велес. Нормално при донесувањето на ваквите програми го слушаме гласот на народот, нели гласот на нашите граѓани. Еве убав глас и од вас денеска, имаме можност да ги да видиме сите ваши предлози, ваши идеи за како предок во програми или измена во програмите во наредната 2023 година, иако тие се више донесени, но меѓутоа постои можност да истите ги направиме нели промени. Ги слушаме сите ваши предлози, ваши идеи, ваши сугестии. Секоја година општина Велес донесува оперативна програма за подигање на нови зелени површини, како и реконструкција на веќе постоечките зелени површини. Сведоци сме за подигнувањето на новите зелени површини во 2022 година, каде што беше од прилика некаде околу 5 метри квадратни. Оваа година исто од буџетот на општина Велес се извојуваат финансиски средства за реконструкција и подигање на нови зелени површини. Основна цел е на општината да имаме подигање на нови зелени површини, како и зелена перспектива за идните генерации. Ќе го слушнеме вашиот глас, вашето гласно размислување, ќе ги поведеме вашите идеи, се со цел да имаме поубав и поздрав Велес. Ви благодарам. Благодарам Петра и за вашето присуство и можноста за соработка и користење нели на оваа сала и понатаму верувам дека оваа соработка ќе биде умножена. Знаете, ова се простори кои што некаде на 11 години, знам, се сеќавам, бев кога дојдов кај градоначалникот и му барав автобус, донесеме група од детската амбасада на некој настан беше. И верувам дека голем дел од вас ќе ги видиме и како советници за некоја година, многу брзо, така. Верувам дека од вас голем дел ќе ги гледаме и во пратеничките клупи. И токму ние имавме минатиот месец во декември, значи имавме средби со представниците на Републичкото собрание, со господин Игор Здравковски, кој што е денес тука со нас, со господин доктор Ненад Коцик исто, кој што оправдано е отсутен и се најави, и со господја Даниела Стојановска-Пауновска, која што исто нов пратеник од Велес, која што се уште не е верификуван мандатот, се извини за нејзино отсуство, не може се уште официјално нели во тоа својство да се обрати, мислам. Би сакал значи да искажам благодарност за средбата со сите нив, а пред се посебна благодарност за господин Игор Здравковски кој што е денес со нас тука и го повикувам да ни се обрати во име на коалицијата Времено Ветоманај и пратеничката група. Повеќе. Благодарам, Стефче, почитувани сограѓани, почитувани млади, почитувани колеги, почитувани борци за здрава животна средина. Навистина ми е задоволство што сум денес тука. Јас навистина е уште од старт да ви кажам дека иако сум веќе 3 години пратеник во Собранието на Република Македонија, се уште не се чувствувам како политичар, затоа што ако се само идентификувам, многу повеќе сум спортист или борец за човекови права или многу повеќе сум наставник отколку што сум политичар и затоа мислам дека доколку сите така действуваме, доколку сите ги браниме оние интереси за кои што сме се определиле во животот, ќе имаме поголем успех во она што го правиме. Во однос на ова со заштитата на животната средина, навистина, не знам вие во тој период бевте мали кога имаше една поголема борба во Велес со ова зло кое што беше нанесено со загадувањето со топилницата и така натаму. И тука навистина ми е задоволство што го видов Смилев, што е
тука исто така и Ангелче Гушев, заедно почнахме, заедно направивме една радикална акција. Навистина имаше една тајна која што тогаш се случуваше, меѓутоа таа тајна и таа акција придонесе една епска слика да испадне во медиумите, која што ја крена малку прашината околу топилницата и се случи она што се случи, меѓутоа прашањето е што потоа. Сега од овој аспект како пратеник во собранието, кога можам да видам што се случува и кои се последиците практично и зошто ние не можеме да тргнеме, сметам дека Република Македонија има многу поголеми проблеми и секогаш кога ние се бориме со економските проблеми, кога се бориме со некои останати проблеми, секогаш за жал на крај ги оставаме овие проблеми за решавање, меѓутоа тоа не чека. Навистина, ако немаме здрава животна средина, ќе немаме здраво земјоделие, ако немаме здраво земјоделие, ќе немаме здрави производи, луѓето нема да се хранат како што треба, ќе имаме се повеќе болести и така натаму и некои индустрии можеби имаат и заработка од нездрава нација, меѓутоа ние сме тука за да го спречиме тоа. Како држава во 2015 година сме потписници на оној договор од Париз, каде што треба да се намали емисијата на штетни гасови и така натаму, нели, за климатските промени, меѓутоа сметам дека не сме некоја држава која што има многу голема или многу развиена индустрија што на глобално ниво би можела да направи некакви промени и затоа треба да се насочиме кон микропромените, кон заштита на микроживотната средина. Не сме некои големи играчи, би рекол, во светски рамки како што се Германија, Америка, Франција, Индонезија и така натаму. И сметам дека она што треба да го направиме, треба да опфатиме 4 аспекти кои што сите беа пренесени тука. Прво со зеленилото, второ со сообраќајот, трето со управување со отпадни води, четврто со управување со црстиот отпад. Знам дека има проекти кои што се во тек во однос на изградба на пречистителна станица за вода, која што, ако води се според планот 2027 година би требало да биде отворена. Она регионална станица за управување со црст отпад би требало, пак ќе кажам би требало, затоа што кај нас кога некој проект стапува на сила, секогаш се отвара нов проблем на место да се најде некакво решение. Би требало 2025 да биде во завршна фаза ова со управувањето на црстиот отпад, меѓутоа нас ни останува зеленилото и ни останува да бидеме активни во сообраќајот како пешаци, да можеме барем самите ние да направиме некаква промена. За волја на вистината, многу наши сограѓани беа и погодени од затварањето на топилницата, затоа што ги изгубија своите работни места, има проблем со екзистенцијата и така натаму, но од некаде навистина мора да се тргне понатаму. Имаше некои проекти кои што требаше да значат фиторемедиација на земјиштето и така натаму, ништо не се направи, како што кажав претходно, секој нов проект кај нас е за жал нов проблем, наместо да се најде решение и ние постојано тапкаме во место, меѓутоа сметам дека вашата генерација може да тргне од некаде. Сметам дека треба да се продолжи она што беше едно време направено преку проектот за пошумување и навистина треба да се пошумуваат онакви видови на дрва кои што би успеале во Велес, затоа што во Велес и во Битола е многу поразлична климата. Не може ако таму успеваат борови, тука да успеваат борови, тука да почнеме барем од багрем, да се зацврсти земјиштето, да не биде толку еродивно, па понатаму можеби ќе можеме да садиме борови и така натаму. Сепак од вас зависи. Треба да употребувате повеќе велосипеди, исто така треба да пешачите малку повеќе. Она што е проблем со велосипедските патеки, јас го знам и од друг аспект зошто е тоа така, затоа што главната улица Благој Ѓорев е регионална улица, не е локална улица. На регионален пат не може да се прават велосипедски патеки, значи има некои законски затегања каде што не можеме да го реализираме она што го ветуваме или што го ветувале и претходните градоначалници од тој аспект, меѓутоа сепак треба да се трудите вие да го промените она што навистина вас и смета, затоа што пак ќе се вратам на земјоделските производи. Според некои статии климата как секоја година се поместува по 20 км на север, она што е сега во Велес, да речеме, за наредните 20 години ќе биде некаде кај Катланово, па наредните
ќе биде, односно за наредната година ќе биде некаде кај Катланово, па кај Скопје, Куманово и така натаму, значи за 10 години ќе биде некаде во Лесковец. И ние ако сега се бавиме со некои други проблеми, а не ја заштитиме животната средина, да знаете дека за многу брзо време од сега и палмите ќе почнат да растат можеби по природен пат, меѓутоа ќе го изгубиме она што навистина сме го имали. Промената сте вие, млади сте, ве молам, дајте заедно да почнеме да го правиме ова што треба да го правиме, затоа што навистина многу доцниме. Доцниме од многу аспекти, меѓутоа животната средина не смее да чека. Заштитата на животната средина треба да биде примарна цел, затоа што ако имаме добра држава, ако имаме добра животна средина, сите ќе останеме тука и ќе се бориме за нашата Република Македонија. Воспротивно, знаеме каде ни отидоа повеќето од нашите генерации и сметам дека никој не заслужува од нашите претходници да оставиме тука пустош во Република Македонија. Ви благодарам. Благодарност до господин Игор, пратеник во Собранието на Република Северна Македонија и сограѓани. Драго ми е што имавме средби изминалите периоди, верувам дека таа соработка ќе продолжи. Со нас тука е и господин Димитар Абрашев од политичката партија Левица и координатор на советничката група на партијата Левица, со кој што имавме средби. Искажувам благодарност. Тука од политичката партија Левица и господин Игор Смилев, исто долгогодишен активист и во граѓански сектор од зелениот, со зелен предзнак што се вели. Сега не знам како сте договорени нели во поглед на обраќањето. Би ни било драго да го слушнеме вашиот став. И да, потоа ќе ги најавиме следните, исто тука ни се следните говорници од останатите политички партии. Добар ден и од мене, почитувани присутни. Ви слушнавме сите ваши барања, идеи, заложби. Како советничка група ќе се заложиме во останатите 3 години од нашиот мандат да направиме што е можно повеќе од вашите идеи и предлози. Не сакам да во другата сала, во електронската сала, таму знаеме да се критикуваме. Тука нема да го направиме тоа. Тука само сакам да дадам неколку наши барања, исто како вие што ги имате. Значи, наша главна заложба со влезот во Советот на Општина Велес беше Општина Велес да има функционален еколошки инспектор. За жал, после една година од нашиот влез во Советот, се уште Општина Велес нема еколошки инспектор. Исто така, наша голема заложба беше и поставување на мерни станици за амбиентален воздух. Минатата година нашиот амандман влезе во програмата, па на крај трагично и го снема. Исто така се надевам дека програмата за животна средина ќе биде колку што е можно поголема. За жал, трендот на намалување на програмата за животна средина од година во година е да се намалува. Значи, лани беше, мислам дека околу 10 милиона, годинава е 8 милиона. Следно што сакам да го кажам, се надевам дека што е можно побрзо трагично изгорениот дел од шумата покрај езеро Младост ќе го обновиме сите заедно. Ние како советничка група на Левица во изминатите 3 години направивме неколку акции за пошумување, вкупно 3 на околу површината на езеро Младост и една последната беше заедничка, таа не ни беше политичка, туку ни беше општо народна. Го пошумивме делот на Риот Вршник, негде околу 1000 садници. Тука сакам да им се благодарам на сите присутни што дојдоа во голем број. Исто така сакам да начнам како тема Црната троска од Топилница. Топилница знаеме дека веќе подолг временски период е затворена и се некако многу споро оди отстранувањето на Црната троска од Топилницата. Некои од вас, од учениците од средното училиште, спомнаа дека сакаат зелен катастар, сакам и јас. За жал, Велес уште го нема.
да не должам многу, сите си кажавте што ни фали. Сакам само и се надевам дека заедно ќе допринесеме Велес да има подобра и поздрава животна средина. Благодарам. Благодарност да господин Витар. Во месец декември имавме средба со и пратеникот и советникот од политичка партија СДСМ, господин Кирил Гајдов. Исто советник, го видов денеска, не знам дали е со. Добро. Исто во декември месец имавме и средба и драго ми е што денес тука со нас е и господја Елизабета Митерска-Ангелевска од политичка партија ВМРО-ДПМН и советник во Советот на општина Велес. Така верувам дека може да имаме и кратко обраќање во поглед на ставовите на политичката партија. Добар ден, јас сум Елизавета Митерска-Ангелевска, координатор на советничката група на ВМРО-ДПМН. Импактнет, ви благодарам за поканата и поздравувам иницијативата за здрава животна средина, за здрав Велес, за зелен Велес, за кој што треба да даде поддршка владата на Република Македонија, треба да даде поддршка општина Велес, треба да дадат поддршка сите невладини организации кои на директен или индиректен начин се поврзани со здравата животна средина и нормално треба да дадеме принос сите ни присутни тука. Промените започнуваат од нас, промените започнуваат од тука. Сите овие работилници, сите овие обуки, сите овие средби се попусти доколку не го смениме начинот на живот и начинот на размислување. Општина Велес, раководена од градоначалникот Марко Полев, е општина која се грижи за развојот на Велес во сите сфери, но се е попусто доколку не се грижи за здравјето на граѓаните. Здравјето на граѓаните произлегува, се разбира, од здрава животна средина. Општина Велес во 2022 ја усвои програмата за здрава животна средина, која што опфаќа повеќе цели кои што се битен, значаен момент за развојот на купно целосната здрава животна средина во делот на воздух, вода и така натаму. Една од целите е одржување на чист воздух. За одржување на чист воздух општина Велес има популарни мерки кои што се во делот на субвенционирање на физички лица, за субвенција за делот на оние личности кои поднесуваат апликации за велосипеди, така што ова субвенција е доста искористена. На ниво на општина годинава искористија 22 субвенции, така да еден апел до сите вас за користење на овие субвенции. Исто така се искористија 44 субвенции за користење на инвертер клими, кои што знаете дека и tekako го намалуваат загатувањето на воздухот, кој што на директен начин влијае на севкупниот квалитет на амбиенталниот воздух. Освен тоа, општина Велес во делот на воздухот редовно дава повеќегодишни садници на физички лица и на предпријатија кои што можат да ги засадат, а со тоа понатаму да придонесе на здрав и чист воздух. Освен тоа, во самата програма општина Велес внимава и на чистотата на водата, така да врши редовен мониторинг на водите на реката Тополка, на реката Бабуна, на водите на езеро Младост и така натаму, но не треба да заборавиме и ние активно треба да придонесеме и да заборавиме дека реката Вардар, реката Бабуна, езерото Младост треба да ги претвориме во депонии кои што за жал сите тие отпадни материи и отпадоци во голем процент завршуваат од нас граѓаните. Исто така во самата програма општина Велес се грижи или внимава за правилно управување со отпадот. Тука морам да го пофалам соработката со предпријатието Дервен, кој што навистина брзо реагира и мислам дека Велес во последниве години никогаш не бил почист, затоа што навистина се собра огромни количини на ѓубре, се расчистија голема бројка на диви депонии и понатаму се работи на одржување на хигиената на градот, што е за поздрав. И исто така тука би сакала да кажам дека општина Велес по голема мера и понатаму ќе се залага за зголемување на зелените површини во градот, бидејќи јас мислам дека на очиглед на граѓаните забележително колку повеќе се внимава и се работи за оплеменување на зелените површини, кои што буквално на многу места во различни делови на градот никнуваат, што е за поздрав. Во текот на годинава која е
2023 година се планира поточно да се збогати градот за неколку зелени површини на различни места, почнувајќи од ценниот дел на Вила Зора, понатаму Димитар Влахов, ако не се лажам, каде се наоѓаше ДОС. Исто така се планира да се оплемени просторот околу езерото Младост, поточно паркот на Желбите, или беше не се сеќавам, или на Југовта, и исто така се планира да се направи просторот кај новите згради. Што значи дека општина Велес внимава и текако на зголемување на зелените површини, и исто така една од битните заложби ќе биде да се зашуми опожарениот дел на езеро Младост. Што значи дека општината и градоначалникот будно ја следат работата и навистина ќе дадат целосна заложба за да се подобри квалитетот на воздухот и квалитетот на Велешани. А претходните говорници, колку што ги слушнав од вас младите, знам дека дел кажа и поставија прашање кога и како се планира понатаму со делот на велосипедските патеки. Ако даде Господ, со ова работа и со овој ентузијазм, ако продолжи да работат и градоначалникот и општината, до 2025 година предвидено е да се изгради велосипедскиот парк, кој што ќе има 3 влезови и 3 излази во делот на Отовица, што ќе водат кон езеро Младост, и од езеро Младост наназад, од Отовица, ако не се лажем, само момент. Отовица, Башино село и Чолошево. Значи, тука ќе има 3 влезови и 3 излази. Исто така предвидени се, здравје Боже, до 2025 година велосипедски патеви кои што ќе водат од тунелот па се до Вршник и така натаму. Исто така поставивте прашање за регионалниот центар Дивата депонија, поточно регионалниот центар за собирање на отпад. Исто така и тоа стои во програмата, предвидено до 2025 година, значи да се надеваме дека работите ќе се движат на подобро, промените се започнати, да продолжиме да ги живееме и да дадеме целосен придонес и ние како граѓани, а вие посебно младите, да дадеме придонес за здрава и чиста животна средина. Благодарам. Ви благодарам, госпоѓа Елизабета. Верувам дека со сите политички субјекти ќе продолжиме да ја градиме нелица работката, да насочуваме како граѓански сектор, да предлагаме и со сите вас едноставно да најдуваме на конкретни предлози, решенија што би влегле и во програмите на политичките партии, во програмата на Советот и на општината. Поканет исто беше за учество господин Невзат Муаремовски од политичка партија Демократска унија за интеграција, но не сум сигурен дали бидејќи има паралелно, не знам дали е почната седмицата на Советот, но добро. Сега, со нас тука е господја Лиљана Поповска, граѓански и зелен активист од Зелениот институт, но и поранешен пратеник, би рекол поборник кој што беше вклучен и во борбата против загадувањето во Велес и едноставно човек кој што ја отвори можеби и зелената тема во парламентот републички, и ве повикувам да ни се обратите. Имаме активна работа. Почитувани организатори и присутни, здраво на сите. Не е лесно во Велес да говориш, многу говорници, оратори, не случајно ова град на Костарацин. Така што честитки најпрвен за младите говорници, беа фантастични и навистина инспиративни и искрени и јаки. Така што ако работат и се борат така како што говорат, навистина ќе има резултат. Инаку Велес како град е град за мене символ на борба. Борба за слобода на Македонија, ако се сетиме на гемиџиите и на Костарацин, борба против загадувањето, ако ја помислиме зелената револуција против загадувањето од топилницата, во која што имав можност и чест да учествувам, но исто така сега е време за борба за подобра и поздрава животна средина. И во таа насока зеленилото има многу важна улога и многу е важно
да се заштити она што постои зеленило, меѓутоа и многукратно да се зголеми. За таа цел, тука постои во државата, го имаме во Македонија, законот за урбано зеленило. Тоа е еден од неколкуте закони за кои што со гордост можам да кажам дека сум го напишала и сум го предложила и сум се изборила да се изгласа во собранието и кој што сум го работела заедно со многу стручни луѓе и од градот Скопје, и од Паркови зеленило во градот, и од Агенцијата за просторно планирање, и каде што беше вграден, практично беше вградено целото знаење и на урбанисти, и на заштитари, и на шумари, како да се заштити зеленилото и како да се умножи зеленилото не само во градот, туку воопшто и во сите градови во Македонија. Законот за урбано зеленило не се применува доволно, според она што го гледам, и тој мора да се искористи максимално, затоа што тоа е во интерес на сите нас како граѓани. Со тој закон пред се обврзува секој град дека во генералниот урбанистички план мора да донесе обврска од 25 метри квадратни зеленило по човек. Тоа е некој стандард и европски, но и уште повеќе од Светската здравствена организација кој што обезбедува здрав живот за граѓаните. Втора работа, законот за урбано зеленило гарантира дека мора на секоја градежна урбана парцела да има минимум 20% зеленило. Може многу повеќе, зависно од локацијата, од големината на парцелата, намената и така натаму, но минимум 20% зеленило. Ни ова не се почитува. Со многу газење на закони и прекршувања, урбанисти едноставно се прават како да не постои овој закон. И иако законот за урбано зеленило успеавме на времето да го вградиме и во законот за урбанистичко планирање, понатаму не се преточува во пракса неговата примена. И затоа сакам да ве поттикнам сите кои што сте присутни тука и како граѓани, но и оние кои што професионално се занимавате со овие области, мора да се почитува законот за урбано зеленило. А оние кои што сте тука како граѓани, да знаете дека може да покренете постапки против оние кои што не го почитуваат. Има казнени одредби, не се доволно високи, тие треба да се зголемат, меѓутоа законот за кривичниот и за прекршоци ги лимитира казните во одреден момент, но постојат казни за оние кои што ги прекршуваат, за оние кои што во дворот ви градат зграда на близина од 5 до 10 метри и не испочитувале ни 2% од зеленило на парцелата, а треба минимум 20%, што ќе ви овозможи да имате пристојна дистанца, да имате осонченост на просторот, да имате воздух и целото тоа да биде едно поздраво место за живење. Со законот за урбано зеленило има обврска општината да обезбеди зелен катастар. Значи попис на целото зеленило повеќегодишно што постои во градот. Тоа не е тешко, бара волја, бара организираност. И многу е значајно што преку ова мало проектче вие сите покажувате интерес да учествувате, да придонесете во градењето на тој зелен катастар. Но тоа е обврска и на Советот, значи да донесе први одлука за урбано зеленило, потоа да го вгради нормативот, стандардот за минимум 25 метри квадратни зеленило во генералниот урбанистички план и спрема тоа да се направи стратегија за урбано зеленило која што ќе важи за следните 10 години, колку што обично и генералните урбанистички планови важат, па потоа да донесе план за урбано зеленило за некој среднорочен план од 3 до 5 години, каде што ќе се предвидат чекорите како да се постигне одредено зеленило. И конечно, исто така обврска на Советот, се ова обврски на Советот на општината, да донесе годишна програма за урбано зеленило. Верувајте дека овие сите документи, ако се донесат, потоа имате едноставно патека по која што треба да се спроведува. И верувам дека со голем ентузијазам тоа ќе може да се реализира. Значи, сега сте во фаза кога имате волја,
да го озелените градот Велес, меѓутоа имате и можност, имате обврска законска со Законот за урбано зеленило, веќе неколку години советниците тоа да го направат, затоа вие како граѓани притискајте, барајте, тоа е сосем конкретно спроведување на закон. И тоа ќе ви донесе многукратно заштита на сегашното зеленило и задолжително зголемување на следното. Мене ме радува што вашите советници се залагаат веќе и веќе се договориле и веќе подигаат зеленила, меѓутоа направете го тоа организиран процес, за да биде помасовно, за да има поголем ефект. Тогаш дури навистина ќе може да се каже дека борбата за поздрава животна средина ќе биде успешна, затоа што зеленилото навистина дава многу здравје, многу кислород и многу јачина и ментална јачина и ментално здравје и среќа едноставно кога сте окружени со зеленило, со природа. Јас ви благодарам и само продолжете вака борбено и со добри идеи. Фала. Ви благодарам многу, госпожа Јелена Поповска. Не занемарлив е вашиот импакт во законските регулативи кои што ги спомнавте, меѓутоа важните поенти понатаму кои што ги изнесовте во вашето излагање, односно не само да правиме добри закони, туку праксата да биде битниот момент. Се надевам дека на тој план ќе имаме подобрување, поготово на оваа тематика, а понатаму на говорницата на нашата програма, во нашата програма следен наш говорник е господинот Дејан Димитровски, граѓански зелен активист и поранешен советник во општина Гасибова. Благодарам. Додека Дејан се обрати, јас би замолил ако може некој да ги отворите садниците за некој кој заминува да може да се снимат и да ве поттикнам уште денеска да почнете со садење, да помогнеме нели со конкретна активност. Дејан, повели. Благодарам. Да ги поздравам сите присутни во салата. Посебно ми е драго што денеска, еве на кратко, ќе се обратам пред толку млади, бидејќи ја имам две керки кои се од прилика на ваши години. И многу ми е мило што тука сте во голем број да слушнете која е борбата за здравата животна средина. Пред една недела Стефче ми се јави и ме праша дали би можел да дојдам да говорам за моето искуство кој го имав кога бев советник во мојата општина. Ние долго се познаваме с Стефче преку активизмот во животна средина. Реков да, ќе дојдам, ќе говорам, меѓутоа колку време ќе имам да го објаснам тоа, да биде на кратко. Искрено не знам како во рок од 5 минути тоа да објаснам, меѓутоа ќе пробам, значи главните поенти да ви ги објаснам на вас, поготово на младите, како еден пример. Се надевам дека некои од вас утре ќе бидат советници па и пратеници и би сакал моето искуство, што ќе го образложам, да продолжат да се борат за вистински цели. Пред 6 години, како активиста, ме предложија да бидам советник во општина Газибова. Од првен се мислев дали треба да го прифатам тоа, меѓутоа од кога одлучив да го прифатам, влегов како советник во општина Газибова, технички припаѓав на коалиција, меѓутоа со самите почетоци, мене некои работи од старт не ми влегува во глава. Буквално сите предлози, сите состојби во општината што се случува беа, еве да речеме, партиски договорени, нели имате координации на партиски групи. Сите тие работи за што ви избрале граѓаните одеднаш стануваат дел од некои партиски програми. Во ред имаше и позитивни работи, меѓутоа сакав многу повеќе да допринесам за работата во општината. Морам да бидам реален, почнав да се соочувам и со проблеми за моето размислување, меѓутоа бев упорен и реков дека ја моите 4 години морам да ги завршам со мојата работа во интерес на граѓаните. Како почнав да функционирам?
отворив страница која нареков Зид на општина Гази Баба. Почнаа многу граѓани да се приклучуваат на таа страница и преку таа страница ја почнав да ги формирам граѓаните како може една општина, објаснувајќи ги буквално сите работи што се случуваат во општината, да и самите граѓани допринесуваат со нивни предлози и активности. Претходно, да бидам искрен, граѓаните не знаеа што се местни заедници, не знаеа што се урбани заедници. Буквално не знаеа кои им се советници во општината. Буквално не знаеа ништо што се случува, што се гласа во општината. Преку таа страница, значи, во меѓувреме постигнав доста поддржувачи. Многу луѓе ме контактираа, видоа дека стварно се залагам во интерес на граѓаните и тогаш почна борбата за животната средина. Значи, буквално борбата со животната средина, за животната средина не е лесна. Морам да бидам искрен, имав и многу проблеми, меѓутоа сите тие проблеми ги надминав. Нели, тука се притисоци, други работи, одевме нокни смени, контролиравме индустријски објекти, со инспекторите одев заедно на терен. Буквално сите работи што се случува во општината, што требаше да ги прават институциите, ја бев цело време со нив. Буквално преку таа страница ја отворив општината према граѓаните. Самите институции има притисок да почнат да си ги работиве, бидејќи беа притиснати преку таа страница и беа на удар на јавноста на граѓаните. Верувам дека многу направив за таа општина, бидејќи еве сега веќе новиот совет и новиот градоначалник буквално цело време партиципираат на таа страница. Буквално сите инспектори одговараат на барања на граѓани, сите комунални предпријатија, сите проблеми што ги има во општината, кога ќе пишат нешто на страната, буквално се секогаш тука, секој ден одговараат. Со тоа сакам да ви кажам дека не мора секогаш да бидете дел од партија за да постигнете нешто. Тоа ми е главната цел. Буквално ако работите честно, искрено, борбено, можете да имате резултат. Значи само треба да бидете упорни, да се борите за целта што сте ја зацртали. Тоа сакав накратко да го објаснам. Борбата за животна средина продолжува. Имам премногу примери, можеби ќе ми треба 4-5 часа да ви кажам што све е направено во општина Гази Баба во делот со животната средина. Буквално имам многу примери. Ако сака некој може и надвор да поразговараме, да му објаснам, меѓутоа во интересот на времето. Секој треба да делува локално, нормално за вашата општина, меѓутоа треба да размислува и глобално. Глобално, кога го викам, го размислувам многу повеќе на ниво на цела држава. Еве, оставам еден аманет како активиста. Да имате во предвид, ако некој ме праша во моментов каде треба глобално највеќе да се размислува, ја би го одвоил еден момент, тоа е борбата со рудниците, која трае. Во моментов најголемата борба би изводил во Струмичко. Доколку се отворат рудници, верувате, вие како млади, имаме многу големи шанси буквално да изгубиме цела Југоисточна Македонија. Бидејќи од таму зависиме од земјоделие, зависиме од храна, меѓутоа со самото отварање на тие рудници на отворен коп, верувате, нашата држава веќе има многу мали шанси за здрав живот. Значи, прогуглајте, отворете, доколку некој сака да размислува и глобално на ниво на држава, насочете се да помогнете, бидејќи таму има многу активисти што бараат помош за да се сочува цела Македонија. Ви благодарам на сите. Благодарам, Дејан, за вашето обраќање и верувам дека примерот на советници, на пратеници кои што денеска, значи, се тука со нас и оние што беа отворени за соработка, ќе се умножи и навистина ќе гледаме конкретни реализации и активности. Ние како дел од проектот на активностите на овој проект поддршка Зелена мапа за зелена заедница, кој што е дел од поширока програма за изборни реформи, и финансирана од владата на Швајцарија, а имплементирана од Меѓународната фондација за изборни системи ИФЕС и МЦМС како конкретен момент на реализатор,
кои што покажуваат огромна поддршка кон граѓанскиот сектор повеќе од 25-30 години беше така. Дали би сакале да ни се обратите, бидејќи имам пред себе од МЦМС, така? Добро. Значи, искажаните ставови се дел на организацијата, овакви активности кои што се поддржани ги има 25 мислам низ Македонија, конкретни проекти на слични или исти тематики. И еве во позадина тука ќе го спомена моментот на воведните екрани од апликацијата која што во месец март ќе биде промовирана и во која што со сите вас што сте денес присутни од училиштата ќе можеме да ја подобриме целата апликација. Значи целта на апликацијата ќе ја промовира Иван подоцна, но додека ми екранот уклучен, видов дека батерија ни снимува лаптопот, не го наполнивме на време. Значи ова се воведните екрани од апликацијата, кој што ќе биде, имаме и дигитална интернет база на податоци, со кои што ќе извршиме мапирање на зеленилото во Велес, на корпите за отпад, автобуските постројки, но со сите вас ова дополнително на обуката во февруари заеднички ќе го развиваме како концепт. Ќе продолжиме со останатите говори. Значи, денес со нас тука се представници исто на Сдруженијето на граѓани Вила Зора, кои што се исто носител, заедно со останати невладини организации на зелената борба во Велес и доста активности нели во нивна реализација по поглед тематиката на грижата за здрава животна средина. Повелете, Сашка. Здраво на сите. Јас сум Коцевска Сашка, представник од еколошко друштво Вила Зора Велес. Пред да почнам со обраќањето, сакам само да направам една, да речам, исправка на пратеникот Зоран во Игор Здравковски, кој што кажа дека со фиторемедицијата не се направило ништо, апсолутно не е информиран најверојатно. Во Вила Зора во периодот од 2017 до 2020 година спроведуваше 3 години фиторемедијација на земјоделски површини во жешки точки кои што претходно беа таргетирани на ниво на општина Велес. Фиторемедицијата покажа одлични резултати, значи резултатите покажаа дека после 3 години се со помош на фиторемедијација, односно растенија кои што вршат неутрализација на тешките метали, таа состојба се доведува до нула, што секако многу значи за нас, бидејќи на териториите каде што се спроведуваше фиторемедијацијата се едно земјоделски површини, друго површини каде што се одгледуваат сите градинарски култури кои што се продаваат нормално во Велес и ширум Македонија. Така да од таа храна јадеме сите. И Вила Зора направи стратегија за деконтаминација на почва која што е усвоена од страна на пратениците на општина Велес, така да најверојатно нема добра информација. Понатаму, веќе знаете дека Вила Зора 33 години веќе работи на полето на напредување на животната средина и подобрување на животот на граѓаните. И во рамките на оваа тема денеска би сакала да ги истакнам двете можеби големи проблеми, двата најголеми проблеми со кои што се соочува не само општина Велес сега конкретно, туку и на цело ниво на Република Македонија, тоа се загадувањето на воздухот и проблемите со отпадот. По првиот проблем би сакала да кажам дека во 2020 година еколошко друштво Вила Зора заедно со инфопроект на територијата на општина Велес поставија 3 мерни станици на различни локации. Тие 3 мерни станици нас ни се дадени на моментално користење. Вила Зора направи напор тие мерни станици да се стават во буџетот на општина Велес, за да може општина Велес да биде собственик на ваквите мерни станици, кои што нормално чија цел ќе биде да имаме конкретни резултати за нивото на загадување на воздухот во општина Велес и при тоа, според местата каде се поставени, треба да ги покажуваат изворите на загадување. Мерните станици, како што веќе кажав, беа ставени во буџетот во 2021 година, меѓутоа не беа тргнати поради други активности. Апелираме мерните станици, бидејќи веќе се поставени и мерат, тие се според европски стандарди направени,
апелираме повторно да се стават во буџетот за да може граѓаните да имаат конкретни бројки за тоа што значи загадувањето конкретно за општина Велес. По однос на втората точка за проблемите со отпадот, минатата година Вила Зора набави 10 компостери кои што ќе бидат поставени во сите градинки во општина Велес. Компостерите се најнова технологија кои што од отпад произведуваат компост. Тоа се едни мали електрични уреди кои што прво се наменети за најмалите, бидејќи се многу едноставни за употреба. Целта на поставувањето беше да ја подигнеме јавната свест најпрво кај најмалите и се надеваме дека оваа пракса ќе продолжи и во иднина, нормално со набавка на поголеми компостери кои што ќе може да го користат од органскиот отпад од целата општина. Процесот на трансформација од органскиот отпад до добивање на компост е драстично скратен, значи тој процес изнесува негде околу 5 часа и се надеваме дека преку најмалите ќе допреме до сите граѓани на Велес, прво, а друго, компостерите сега ќе бидат останат во собственост на градинките и дечињата ќе можат компостот да го користат за своји лични потреби. Во поглед на темава и во интерес на времето би кажала само дека резултатите и крајниот успех може да биде само меѓу соработката со општината, граѓанските здруженија и самите граѓани. Ви благодарам. Верувам дека искуството од Вила Зора и исто и вклучените професионалци што се таму е навистина добро искуство за сите нас и таа соработка верувам ќе се умножи со сите нас. Би сакала едноставно да ве повикам младите, запишувајте си сите предлози, сите ветувања што ги добивте денеска од советниците, од парламентарците, сите искуства од граѓанскиот сектор, нека бидат ваш мотив и на очекување, што се вели, затоа што за година-две и некои веќе од вас може да гласаат, едноставно нека биде вашиот глас одлучувачки, нека биде глас кој што нема да биде сопрен, нема да биде занемарен, туку едноставно ќе си го барате она што е денеска искажано и она што може да го прочитате на интернет порталите што ги имаат нели политичките субјекти. А искуството од граѓанскиот сектор едноставно можеби како некоја волнителна корекција, сите ние продолжуваме да биде присутно и да биде едноставно лајт мотив за политичките субјекти, односно и лајт мотив за вас младите. Со нас тука е господин Зоран Јаневски од Велес Байкинг, кој што е директор и на спортскиот центар, така да од неодамна ве повикувам, значи верувам дека темата на користење на велосипеди во Велес, поголема инфраструктура и застапеност од професионален аспект, можеби и личност човек кој што е вклучен во оваа тематика, може да ни кажете нешто повеќе од вашето искуство конкретно. Повелете. Добар ден на сите. Јас на оваа трибина сум повикан како представник на Сдружение на велосипедисти Велес Байкинг и би се задржал на таа тема. Професијата во однос на ЕПА парк, спорт и паркинг ќе оставиме за некој друго време. Кога Стефче повика на оваа дебата, ми кажа дека треба да зборувам 3 до 5 минути, за велосипедизам да зборувате 3 до 5 минути едноставно невозможно. Меѓутоа ќе се обидам да скратам многу работи од кои што сакам да ги презентирам. Успешен проект, верувам дека сите сте работели на проекти. Успешен проект е оној проект што има добри анкетни прашања. Така Стефче, па јас сега би направил едно анкетно прашање од вас. Би сакал да дигнете рака кој вози велосипед. Добро, ако сте тука 100 присутни, да речем околу 20 дигна рака, кој од тие 20 вози велосипед до школа или до работа? Добро, фала ви многу. Одговорот го доби Стефче, сигурно ќе го запише во проектот, значи ниту еден,
што е поразително за Велес, за општина Велес и за самите нас. И сега ние пред вас испаднаа говорници, зборуваа, сакаме велосипедски патеки, сакаме ова, сакаме она, сакаме... Да, јас бе прашал за кого да ги правиме тие велосипедски патеки. Ние треба да направиме критична маса. Значи, критична маса се правеше во времето на револуцијата. Еве, Гушев е тука, другите си отида. Се правеше критична маса каде што екологистите излегуваа со екогерила, поставуваа барикади, поставуваа се. Ние, тоест ние, јас за жал сум од минати години, малку постар од вас, и мене ми криво што сега на моје место требаше да има некој млад и да објаснам како тој вози велосипед, како се бори за правата на велосипедистите во градот, меѓутоа тоа што е, неистина. Таа герила која што беше 2008-2009 година екогерила, ние сега треба да направиме велосипедска герила. Ние треба да испаднеме на улица, да возиме велосипед, да, за забава, поред, меѓутоа и да возиме на училиште. Зошто ви дале 10 денари за такси, кога имате велосипед дома? Е од економска гледна точка, 20 дена, тоа се 2 денари, имате доволно за джепарата, што се вика. Мислам дека треба да почнеме да размислуваме самите од себе. Пати повторам, имате барања према општина, према држава. Дајте да видиме ние што може да придонесеме. А можеме многу, верујте. Како што вашите родители разговараат со вас за одредени теми, треба да ги седнете и вие и да разговарате. Да не одиме денеска со велосипед, со автомобил, да одиме со велосипед. Дајте да ги мотивираме и постарите, и вие да видите таа генерација која што ќе биде екогенерација, која што ќе се бори за животната средина и се бори за чиста, здрава средина. Велосипедизмот е дел од тоа. Велосипедизм, планирањето. Сето тоа е дел од кампањата за животна средина. Ако моите родители биле генерација на хипи движењето, јас сум генерација на кризи, вако криза нафтена, политичка, па не знам каква, вие бидете генерација каде што ќе се борите за животната средина, а делот од велосипедизмот за кој јас се изложувам, може да го направите многу едноставно, не ви треба ништо. Земете го велосипедот и одете утре на училиште. Не знам дали сте од основно или средно училиште, проверете утре, видете имате велосипедски паркинзи, колку од вас од тие се пополнети. Нема, за жал. Затоа мора да бидеме критични и самокритични и да почнеме да од утре веќе да направиме одредена критична маса и тогаш и советниците, и леви, и десни, и централни, било какво, кој градоначалникот ќе рече, вие, дајте има надвор многу млади деца со велосипеди, немаме услови, дајте им направиме услови сега. Ние 2018 година направивме едно испитување без никаков проект, само од волонтерите од нашето издружение, и тогаш наидовме на поразителни резултати, како што сега, за жал, наидовме на поразителни резултати со вашето недигање на рака. 2018 година направивме едномесечно испитување по централниот дел на градот и увидовме дека 0,5% од граѓаните на Велес го користат велосипедот, а само 0,1% го користат велосипедот за одење на работа. Јас доаѓам од општина Велес, иако сега работам на друго место, во моите 8 години, од 85 до 88, не знам колку се вработни, само јас идев на работа со велосипед. Исто е тоа пораз за мене, не само за моите колеги. Пораз е за градоначалник, за било кој градоначалник е пораз. Кога ќе имаме ние критична маса, која ќе треба се бориме за поставување на нови велосипедски станици, за вистински велосипедски патеки, сега и да ги направиме, јас да зборам во името на градоначалникот, да ги направиме велосипедски патеки, да ги бидат празни. Па сега замислите нешто, ако направиме, да не биде неупотребно. Така да пати повторам, мислам дека не сватите на што зборувам. Излезете, возете велосипед, дружите се, оставяте ги мобилните телефони, има време и за нив. Дневно, саат, 2, 3, сабота, недела, испаднете, покажете дека се грижите за животната средина, возете велосипед колку можете повеќе. Дружете се преку велосипедот.
не сте свесни колку велосипедот дава подруга визија на животот. Јас сум бил и конфликтна личност и не знам как. Сега имам мир, веруј. Така да размислите малце подобро, ова е нека биде малце поттик. Ви благодарам. Ви благодарам, господин Зоран. Едноставно, со говорот на господин Зоран и општо, како мој став би рекол, едноставно ни е потребно менување на тие навики. И токму со овој вид на трибини, со овие говорење, нека бидат лајтмотив за сите нас за променети навики. И знаете како, може би кога го користев електричниот скутер, се соочува со низа потешкоти, затоа што низа од ивичњаците нели на тротоарите не се спуштени и немате безбедност, но кога ќе го земете со вас и ако отидете 10 души утре на училиште, на работа со велосипед и се соочи едноставно институцијата дека мора да ви обезбеди рампа, безбедност, инфраструктура и допринесувате да се случи можеби една таква мала револуција, како што издвојувана револуција за затварање на поголем индустријски капацитет во Велес, така да верувам дека овакви помали револуции на променети навики ки сите нас може да се случат многу брзо и затоа е едноставно да се бориме за тие права и можности да ни се обезбедуваат што поскоро. Тука со нас исто сега би сакал да го повикам господин Ангел Чегушев од извидничкиот одред Димитар Влахов и професор, кој што иска да говорише, активист во граѓанскиот сектор и едноставно заложник за тематиките на здрава животна средина, можности за младите. Благодарам на поканата за моето обраќање на оваа трибина. Значи, јас сум еден од тие од остатоците на Зелената коалиција кои што пред 12 години одржавме лекција во Република Македонија како треба да се мобилизира еден град за да ја сруши една топилница која што беше проблем 32 години. Моето 40 годишно искуство, 40 годишно членство во извиничката организација, како дел од извиничкиот одред Димитар Влахов, кој што е најстара младинска организација во Република Македонија со 70 години, кој што ќе прослави во месец март, со едукацијата, еколошката едукација преку неформалното образование на мојата матична организација допринесе да стекнам и не само ја и сите оние членови на извиничката организација да бидеме еден од носителите на Зелената коалиција која што многу цврсто згазивме тогаш, може би влеговме авантуристички, ама после резултатите беа многу големи. Кога ги гледам овие жестоки борби во Ландовско-Струмичкиот регион, како се борат против отворањето на новите рудници, како ние да се гледаме самите пред 12 години. Мислам дека еколошката едукација е потребна кај младата популација. Тоа што нас не едуцира еколошки годините уназад, додека сме и уште активни во извиничката организација, допринесе да можеме да добиеме и сила и желба да влеземе во таа приказка. Ние како организација не сме со еколошки предзнак, но сме со максимално еколошки активности. И така да младата популација која што кај нас се вклучена секојаш еколошки едуцира, бидејќи ние живееме во природа, се храниме во природа и престојуваме во природа. Ние бевме носителите на логистичкиот дел на Зелената коалиција, која што без логистичкиот дел немаше никош да успее. Многу луѓе се го грабнаа банерот пред топилница, ама само ние знаеме како тоа успеа. Така да, сите млади, ќе ве замолам, убави 4 стави има на младите од Велес. Бидете малце поексплозивни, потемпераментни, бидете малце по-продуктивни во секој дел на еколошкото живење во град Велес. На тој начин ќе му помогнеме на град Велес. Благодарам. Благодарам вас, професоре.
Верувам дека ни за млади ќе најдат на можности да се вклучат и во овие активности на сите споменати и присутни невладини организации. Тука со нас е исто од фондацијата Фокус и господин Тодорче Ѓоргиевски од организацијата Азот, би ги повикал исто за кратко обраќање, за уште малце трпение и на крај оние што некои заминувате би ве повикал уште едно слободно земајте од садниците што ги имаме се за сите вас обезбедени. Нели да направиме конкретна акција чекор на мало пошумување што се вели. Од фондација Фокус само не знам кој ни е, дали имаме присутен. Господин Тодорче Ѓоргиев од организацијата Азот. Господин Ангел Чегуша спомена живење во природа, исто и вие сте активни и ви постојано ве гледаме по сите планински врвови. Так. Јас сум Тодорче Ѓоргиев, председател на клубот за планински спортови Азот. Доскоро бев член во председателството на Федерацијата на планинарски спортови, член на Комисија за планинарски домови, планинарски водич во Македонија, планински водич со лиценца од Словенечката федерација за планинарење, значи водич на планина за лица со посебни потреби и овластен маркацист. Да не збор, не сакам да кажам од колку време се занимавам со планинарење, тоа е од минатиот век, ќе испадам премногу стар, но само ќе ви кажам дека од 2012 година се занимавам со високогорство. Високогорство е тоа искачување на високи планини над 3000 метри. За жал такви над 3000 метри имам искачено многу малце. Но имам искачено над 4500, над 5, над 5,5, па до 6000 метри. Тоа се десетина врвови во Иран, Турција, Танзанија, Австрија, Франција, да не набројувам. На тие искачувања имаме стекнато доста пријатели, имам видено како луѓето се грижат за животната средина, како се урбанизирани патеките и што се треба да се работи за да се дојде до таков еден степен. На тие искачувања имам стекнато рекли пријатели со кои имаме споделено искуство околу планинарењето и како се зачувуваат патеките, животната средина и поради тоа, одека не гледам некои представници од власта, би апелирал за поголема соработка, значи со нас како планинари, бидејќи ние нашата заедница, значи во Македонија планинарска зборува некаде над 5000 членови. Значи тоа е голема бројка и затоа што ние ја мислам дека соработката со овие институции, со институциите од власта ќе биде од нивна корист, затоа што ние сме првата линија и еден спој помеѓу урбаноста и природата. Спој сме затоа што сме секој викенд на планина. Спој сме затоа што не препознаваме дали е, ќе биде малце може не вулгарен, него дали е ВМРО на власт или СДС или Левица, нас не ни представува тоа проблем. Сме учествувале на сите еколошки акции, чистење на кеј, на Вардар, садење, таму се запознавме нели пред 2-3-4 години на езеро, пошумувавме, потоа уште едно пошумување на езеро, сега учествувавме како клуб Левица што садеше на Вршник. Значи нас не е битно кој е на власт. Но на тие институции битно им е дали сме ние црвени, плави или зелени и не можеме да дојдеме до некој наш израз, до некој проект или до слично за да го искажеме сето тоа што го имаме. Но поради тоа, тука дома нас стално е така, не те ценат повеќе на страна, па сме поканети и учествуваме на еден проект со планинарски клубови од Хрватска и тоа се најдобриот планинарски клуб од Хрватска, од Загреб, Горчица, најдобриот планинарски клуб од Србија, планинарски клуб Тара, планинарски клуб Мајавица, Сребреник, Националниот парк Тара и како се викаше ова, развојната комора на Златибор.
и ние како представници од Македонија учествуваме на еден проект како да ја подигнеме свеста за пронаоѓање на методи за да се подигне свеста на планинарите, на сите посетители на природата, за зачување на природата, за зачување на животната средина и воедно да се изнајдат методи како да тие исти да ги информираме за да се и чисти нели таа патека, планинарска патека или дел од мориште во природата и така натаму. Тој проект се вика, значи, Pick One, Leave None, што во превод значи земи едно, не оставај ништо. И еве еден апел до сите вас, значи, доколку посетувате планинарски патеки, излетнички места и се друго што е во природа, да земете едно нешто што не припаѓа во природата, а да не оставите ништо. Ви благодарам. Се ближиме и кон денешниот крај. Ви благодарам господин Тодорче Ѓоргиев. На самиот крај, значи, со нас уште ги повикам само Стефан Атанасовски Трајковиќ, Благо Ѓоргиев и Иван Трифунов, кои што се дел од фондацијата и кои што ќе говорат за од конкретен аспект она што го реализираме како фондација и во кои активности можете да се вклучите. Благодарам што имавте трпение повеќе од школски час, нели, да ги слушате сите овие говори. Знам дека не е лесно можеби некогаш, но верувам дека со сите вас на конкретна реализација активности ќе можеме, нели, на еден подинамичен начин и полесен во февруари и во март на обуките да ве поканиме, затоа што вие сте можеби оние што биле приметени од вашите професори и директори во училиштата, кои што со гледале одреден ентузијазам, талент, вредности кај вас и што ве посочи едноставно. Верувам дека постојат и низа ваши школски другари и другарки кои што едноставно се желни да бидат вклучени во некои од овие активности, затоа што едноставно не одат сите само по кафе, значи има и позитивен начин на потполнување на слободното време. Таква личност неодамна запознав и среќен сум што Стефан и Благој веднаш се вклучија во обуките кои што беа овозможени преку проектот. Со големо искуство за кратко време, еден дечко кој што имаше и низа патување, сега ќе го повикам да ни се обрати од оваа страна сега како мобилизатор на заедницата и вклучен во фондацијата и во проектот. Стефан, повеле. Ти благодарам, Стефче, на кратката најава. Почитувани присутни, најпрво дозволете ми на сите да ви се заблагодарам што денес одвоивте дел од вашето време и дојдовте на нашиот настан и еве до самиот крај останавте, бидејќи секое едно ваше присуство исклучително ни значи. Јас сум Стефан Атанасовски Трајковиќ, средношколец, младински активист во повеќе области, меѓу кои изборни реформи, образовни реформи, младинско учество, младински политики, климатски промени, детска правда, детски права и она за која што денеска сме тука, односно животната средина. И во секоја од овие области во рамки на сите мои ангажмани, без разлика на тематиката, секогаш она за кое што најпрво се борам се интересите на децата и младите, бидејќи самиот јас сум дел од тие две групи, односно сега веќе само од едната, бидејќи, нели, за жал наполнив 18 години. Па така во моето искуство бележам бројни учества на настани, на домашни меѓународни настани, конференции, проекти, иницијативи, каде што сум се изнаслушал еден куп заеднички заложби, еден куп говори, еден куп иницијативи, идеи, меѓутоа многу ретко наоѓам на вистинска реализација и вистински импакт и Стефче, кога го запознав и кога дознав за работата на неговата организација, видов дека еден од луѓето кој што стварно, например, нешто направил, а не зборува напразно, меѓутоа пред него најгорд сум на мојата соработка со УНИЦЕФ, кабинетот на председател Стево Пендаровски и Институтот за добро управување враслански перспективи, од кои што и се произлезени конкретни резултати, меѓутоа на централно ниво. Сега, исклучително ми е драго што 11-тата, бидејќи со 10 невладини домашни и владини организации имам соработка континуирана, исклучително сум задоволен што 11-тата е токму организацијата ImpactNet, бидејќи станува збор за наша
локална организација од општина Велес, со што за прв пат имам прилика да действувам и локално за нашата заедница, за нашиот град. Со проектот Зелена мапа за зелена заедница, кој што е дел од повеќе годишната програма Поддршка за изборни реформи, сум избран за мобилизатор на заедницата и нашиот проектен тим предложи, како што и претходно Стефче представи, дигитални решенија. Дигитални решенија со кои што ние ќе собираме податоци за квалитетот и квантитетот на зеленилото, велосипедските патеки, автобуските постројки и преработката на отпадот во нашата општина. Зошто дигитални решенија? Ние во прв план ги избравме дигиталните решенија бидејќи тие се одлика на новото време и процесите на дигитализација се неизбежни. Една од областите во кои што јас сум младински активист и процесите на дигитализација и силен поддржувач во сите области, бидејќи овој процес е неизбежен, а најбитно бидејќи добро дизајнирани дигитални решенија и уште подобро реализирани се гарант за брзина, ефикасност, ефективност и резултати. Нешто што на сите нас ни го леснува секојдневието. Бројките кои што ние ќе ги собереме со нашата апликација, со која што ќе помогнеме да се формира некој зелен катастар веќе кога не наидуваме на официализација на тој процес, ќе отсликаат реалната слика надвор од оваа зграда и насекаде во градската околина, ќе ни помогнат во нашиот мониторинг, кој што ние го правиме на месечно ниво, така да подбудно око се сите политички субјекти и од позиција и од опозиција, затоа и ги повикавме тука денес, ги повикавме на говорница да ги кажат, како што ни се вика и настанот, заеднички заложби, бидејќи се е снимено, се е документирано, така да утре, кога некој би отстапил од своите ставови, ние би имале со што да го побиеме или да го подсетиме, како што спомнавме. Велес може и мора да прерасне во добар пример за трансформативна заедница кон зелена и општина која треба да го зачува приметот дека ја започнала, ама и ја извојувала зелената револуција, односно еколошката револуција. Сега, за мене искрено поразително е што се уште зборуваме за тоа после 12 години, бидејќи тоа значи дека во меѓувреме практично ништо не се случило. И тоа е поразително. Верувам дека малиот придонес кој што ние ќе го дадеме со нашата апликација, со нашите дигитални решенија, кои што во периодот пред нас, како што напомена Стефче, ќе бидат ставени официјално во функција и ќе има обуки, ќе ве поттикнат и вас да тргнете кон потрага по некои поразлични, некои нови, исто така дигитални решенија, меѓутоа и со конкретни предлози за активности. Дали тоа ќе бидат герила акции, какви што активности од таков тип беа спомнати претходно, за да се постигне привлекување на вниманието од официјалните страни, или било што слично кон остварување на оваа цел, ние сме отворени за соработка и сметам на вашите идеи и предлози. Накратко тоа би било се што јас имам да кажам. Започнавме со млади, завршуваме со млади и мислам дека треба да продолжиме со млади, бидејќи младите често се вели дека се иднината. Не, јас верувам дека младите се сегашноста и младите треба да функционираат и да действуваат сега. Ви благодарам. Благодарам, Стефан. Може слободно. Многу ми е драго што не идентификува дека 12 години веќе не се случува ништо. Проблемот на неслучувањето на ништо во Велес е опаѓањето на капацитетот на невладиниот сектор. Немањето на капацитет на невладиниот сектор е единствениот услов кој што допринесе да ние како Велес одиме многу доле. Ние бевме пример за невладин сектор во Република Македонија. Но самите организации поради X причини и немањето на поддршка од неколку институции дојдовме до тука да ја изгубиме приоритетот на јак невладин градски сектор кој што истера многу големи проекти. Благодарам што не идентификувавте дека не нема 12 години. Благодарам. Благодарам. Видате дека
едноставно овој младински ентузијазам што постои, она што реков и пред малку, она што сте избрани од вашите училишта за присуство денеска е плюс мотив. И ве повикувам, значи, после обраќањето на Бажина и Иван, на кратко по 2 минути ќе бидат, пристапете им на лицата што ги гледавте од невладиниот сектор. Во публика ќе го поздравам и мој пријател и другар Владимир Смилев, кој што знам дека 9 месеци го пративме во Словенија, беше на проект во Азилен дом. Значи, гледате дека од една мала средба оваква може да ви се отворат пред вас многу можности. Мислам дека во Велес имаме околу 150-60 лица пратено на повеќе од 50 на 60 држави и семинари, лично пораснав во граѓанскиот сектор. И едноставно знаете дека постојат многу можности пред вас сега, посебно преку интернетот. И благо ќе го повикам сега за кратко обраќање, значи она што го правеше, да ви каже, преку оној мониторинг што го правевме на политичките ветувања. Гледате денеска, Баже повели на говорница, значи она што го направивме како мониторинг, што направивме? Млади лица седнаа, видоа што политичките субјекти ветиле, така, видовме што е остварено како програма, усвоено и со ова себе сите вас ги повикавме на заеднички да го искажат тој став, да ги држиме за збор. Така, Баже повели за накратко, нели, она што го правивме како мониторинг на тие ветувања. Здраво, јас сум Благој Ѓорѓиевски во проектот Зелена мапа за зелена заедница на Фондација Импактнет, поддржан од швајцарската влада, а реализиран преку Македонскиот центар за меѓународна соработка и ИФЕС, поддршка за изборни реформи, сум ангажиран како мобилизатор на заедницата. Една од нашите активности, што ја имаме како мобилизатори, е да вршиме мониторинг на политичките ветувања. Нашиот фокус го ставивме на програмата за заштита на животна средина. Денес сите знаеме дека технологијата се развива со невидено темпо. Затоа одлучивме да ги мобилизираме граѓаните со помош со користење на дигитални иновации, преку кои што ќе собираме податоци и тие податоци ќе бидат потврда што треба да се направи и каков е квалитетот на што е направено или каде има застој во општина Велес. Ние ставивме фокус на програмата за заштита на животна средина на општина Велес за 2022 и 2023 година. На наше задоволство, среќни сме што општина Велес важи за една од потранспарентните и поотворени општини во Македонија и ги отвара вратите за соработка со граѓанскиот сектор за создавање заедница која е одржлива и одговара за потребите на нејзините граѓани. Програмата за заштита на животна средина на општина Велес во 2023 година во неколку точки, како што се јавното зеленио, пошумувањето, велосипедските патеки и корпите за селекција на отпад, се поклопува, се совпаѓа со нашиот програмски фокус и затоа ќе се залагаме за нејзино успешно реализирање. Со засадување повеќе дрвја можеме да го подобриме квалитетот на воздухот, да ги намалиме штетните емисии на јаглерод и да создадеме попривлечни населби за живење. Велосипедската инфраструктура е исто така критична точка во општина Велес, со создавање на повеќе велосипедски патеки, паркинг за велосипеди и други погодности за велосипедистите, можеме да ги поттикнеме граѓаните безбедно да се движат на две тркала. Управувањето со отпадот е исто така прашање, со спроведување на ефективни стратегии за управување со отпад и нивно рециклирање, можеме да го намалиме загадувањето, да ја заштитиме нашата животна средина и да се погрижиме нашата заедница да биде здрава и чиста за сите жители. Сепак, преку мониторингот увидовме дека во низа точки постои само одржување, а нема развој. Како и намалување на буџетот на програмата на општина Велес за 2023 година во однос на минатата година. Нам ни останува преку процес на лобирање и интензивни заеднички напори да ги поттикнеме политичките субјекти да креираат програми кои ќе ги промотивираат граѓаните да ги променат своите навики.
ние продолжуваме со мониторинг на политичките ветувања за животна средина, а како граѓани, наше право и должност е да бараме од владата одговорност за нејзините постапки. Ви благодарам. Благодарам баје, веднаш ке го повикам Иван, верувам дека волку предавања не сте издржале и на училиште одавна. Така, затоа ќе пиеме кафе подоцна со сите вас да се помобетиме и уште една само ќе ви Иван ќе ја спомене апликацијата Зелена мапа за зелена заедница која што ја изработува. Значи, случајно се запознавме во автобус додека патував на работа и едноставно тоа запознавање вроди конкретна иницијатива за овој проект да се роди, да возможиме подоцна со сите вас во месец февруари, март, април што следат, да ги мапираме сите дрва, сите автобуски постројки, да ги променуваме заедничките навики, да поттикнеме изградба на повеќе велосипедски патеки инфраструктура, но спомене Зоран и едноставно променети навики. Не би биле патеките постоечки доколку нема корисници едноставно кои што ќе управуваат со велосипед. Иван, накратко значи за твоето искуство за апликацијата што ќе ни следи Зелена мапа со модулите, затоа што ние имаме и ви најавуваме, значи информирајте ги вашите соучесници, соученици дека ќе имаме интернет радио наскоро, младинска редакција и неколку медиуми што ги лансираме во месец февруари, значи ова е само еден стартен мал момент. Така се благодарам. Значи, најпрво добар ден на сите. Јас сум Иван Трифунов, абсолвент сум на факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство во Скопје. Веќе неколку години се занимавам со развој на мобилни апликации, видеоигри и веб страни. Тука сум да ви ја представам мобилната апликација GreenMap, која што ќе изработувам за проектот Зелена мапа за зелена заедница, кој што е поддржан од фондацијата на ImpactNet. Оваа апликација е составена од 4 модула, од кои што првиот е TreeMap, односно модул за мапирање на дрвјата во Велес. Во овој модул ќе имаме мапа на која што ќе ни се прикажуваат дрвјата и зелените површини во нашиот град. Мапата ќе биде поделена на 4 зони и за секоја зона ќе организираме млади кои што ќе бидат ангажирани за мапирањето. Вториот модул го имаме Bus Mapper и во него ќе можеме да ги видиме сите автобуски постојки во Велес со слика и точната локација каде што тие се наоѓаат. Исто така, тука ќе можеме да го видиме и времето на паѓање и пристигнување на градскиот превоз за секоја постојка од автобуската станица па се до преварница. Потоа, доле го имаме модулот за мапирање на корпите за отпадоци. Во тој модул ќе ни бидат мапирани сите корпи за отпадоци и корпите за рециклирање. На крај ќе го имаме модулот за мапирање на велосипедските патеки, кои што треба да се направат, но се уште ги немаме. Едната е на главната улица, а другата е до езерото Младост. Сепак, ова е само една почетна основа и концепт кој треба постојано да се надградува. Среќен сум што некој препозна дека дигиталните решенија треба да одговараат кон потребите на граѓаните. Верувам дека оваа апликација со поддршка од мои колеги и други млади кои работат со IT може да работиме и постојано да ја надградуваме и развиваме. Благодарно за укажаната можност и еве ќе ја искористам оваа прилика да најавам дека во средината на месец март ќе ја промовираме апликацијата со обука на младите од Велес за нејзино користење. Благодарам. Фала ти, Иван. Уште една, значи, благодарност најмногу за вашето укажано трпение. Среќен сум што денеска направивме еден спој на политичките субјекти, невладиниот сектор, нашето искуство. Овакви активности ги препозна и ги поддржа владата на Швајцарија преку имплементираната програма од Меѓународната фондација за изборни системи ИФЕС и МЦМС. Програмата е поддршка на изборни реформи и она што го слушнавте, нека ви биде на вистина мотив. Запишете си го, очекувајте ги реализирањата на сите политички ветувања. За крај уште еднаш ќе ве повикам, земете си слободно по една садница, засадете каде што ќе најдете слободна површина во вашиот двор и да ги изменуваме заеднички навиките и ве повикувам активно да ги следите нашите медиуми и да се вклучите во нив. Благодарност и убав ден.